Во Советот треба да влезат луѓе со ум и со разум. Треба да влезат луѓе кои што не размислуваат за паушал, кои што не одат таму само да си го земат паушалот, туку одат да работат во интерес на граѓаните на Прилеп. Одат таму за да ги решат вашите проблеми. Вашите проблеми во улицата, вашите проблеми до работното место, вашите проблеми онаму каде што излегувате да прошетате или во паркот да се одморите. На Прилеп му требаат повеќе паркови, на Прилеп му треба хумано планирање на просторот. Кај секоја зграда му треба парк, му треба паркинг простор, му треба место каде што ќе играат малите деца. Кога сме веќе кај децата, сакам да се префрлам на една политичка тема. Денови ве заврши пописот. Во Македонија имало 1.800.000 жители. Така кажа Заводот за статистика кој што го организира овој попис. Од друга страна, ДИК вели дека во Македонија има 1.800.000 избирачи. Тоа значи дека кај нас во Македонија секој новородено дете веднаш се стекнува со право на глас. Во Македонија сите жители имаат право на глас. Сега кој е во право, ДИК или Завод за статистика, и двата се државни органи, јас сум начесто збунет. Дали ова прашањето заради кое што инсистираше и опозицијата и сите инсистира да не се одржи попис во пролетта? Дека ќе ја дознаеме вистината? Дека во Македонија нема 1.800.000 избирачи? Дека имаме сомнителен список? Кој ќе одговара за овие не знам колку стотици илјади граѓани кои што се фиктивно на избирачкиот список? Ни тоа нема да не поколеба на 17-ти да излезиме сите и да гласаме за бројот 2 и да ги донесиме промените во Македонија. Да избериме советници и во Прилеп од кој што ќе зависи Советот. Јане и сите други кои што ќе влезат после него во овој Совет ќе бидат оние кои што ќе одлучуваат за мнозинството во Советот на општина Прилеп. И тоа е добро да се случи. Добро е да се случи граѓаните во Прилеп да одлучуваат за се. Добро е да се случи за граѓаните во Прилеп да знаат се што се случува во општината Прилеп. Нема повеќе да се договараат тендери. Нема повеќе урбаната мафија да царува во градовите. Советот, граѓаните, овие членови на затоа ги крстивме чувари на вашиот град, затоа што ќе го чуваат вашиот интерес.